закони. Во избор на професорот Марјановиќ, изданието ќе го промовираат Владимир Петрушевски Филип, голем пријател на семејството Марјановиќ, но и голем пријател на правниот факултет Скопје, и господин Бранко Секуловски, судија во пензија. Филип, Почитувани драги Ѓорги, почитувани Марјановиќи, уважени присутни. Ако беше случајно на мое место Гидра Бојанич, веројатно ќе речеше: ала сте се накупили, љуби вас мајка. А потоа, веројатно, доколку беше верзиран во работата, ќе кажеше: али не видим неке главни ликове. Но добро. Моето денешно слово ми е втората најтешка должност од ваков вид. Првата беше кога говорев по повод 80 годишнината на мојот ментор, трикратен ментор, академик Шоп Трајанов. Имав трема, ја имам и денес. Имам и добра причина зашто имам трема во вакви случаи. Имам три идола во животот. Мојот покоен татко, мојот трикратен ментор Шоп Трајанов и мојот пријател, партиски шеф, не знам што уште, Ѓорги Марјановиќ. И има нешто заедничко кај тројцата. Љубовта кон вистината, потребата да се инсистира врз вистината и да се артикулира сопственото мислење. Тоа е заедничкото и оттаму, како што реков, извира тремата. Па, бидејќи, а не сум имал, верувајте, на збор 30 години трема. Па малку ќе се загреам со нешто, со неколку реда од рецензиите кон првото издание на ова дело. Првата рецензија е од почитуваниот колега Димитар Димитров. Стручен труд настанал како рефлекс на случајот Марјановиќ. Тој случај е исклучено во индикативен за состојбата на духот во тоталитарното општество. Пишувајќи за деликатна тема, авторот ризикувал лесно да стане и самиот тема. Од мислечки субјект да се претвори во објект на немислечки субјекти. Колку е ова прекрасно и Марјановиќевски формулирано. Очигледно Димитров се потрудил зборовите и по значење и по дух да бидат соодветни за пригодата. И вториот рецензент, Слободан Мицковиќ: еве во македонската книжевност за прв пат се јавува книжевниот жанр сотија. Жанрот подразбира две стојалиства. Првото се однесува на самиот автор, на неговата улога во текстот. Таа улога подразбира да се изигрува будалетинка. Второто стојалиште се однесува на уште поделикатна авантура. Авторот треба да се пушти во разоткривање на глупоста, колку што е можно подлабоко и повисоко во општествената иерархија. Жанрот сотија, верно, кај нас не е баш нешто многу добро познат, ама, еве да ви спомнам, Гуливеровите патувања од Джонатан Свифт се своевидна сотија. Сега јас ќе ви почитам по два реда од едната сотија и од другата сотија. Гуливерови патувања, глава прва, авторот дава некои информации за себе и за семејството. Стручен труд, глава прва, писателот дава некои податоци за себе и своите семејства. И се разбира, не е ова случајно слично докај идентично, ама ова е тема башка за себе, така што јас нема повеќе да говорам. Но, со оглед на тоа што Свифт сум го читал можеби 10 пати, а ова дело на Марјановиќ најмалку 50 пати, нескромно ќе сметам дека смеам да дадам препорака како да се чита ова дело. Така, рефератот на Ѓорги за проблемот на политичката делинквенција во Југославија, кој е извор на целата хајка по авторот до кај ќе дојде, што е поместен во додаток, односно апендикс, на крајот од книгата, силно препорачувам да се прочита на почеток. На таков начин читателот ќе добие представа за сите работи уште од самиот почеток. Јас инаку би имал проблем кога би требало да прераскажувам книги или не дај Боже да кажувам што сакал авторот да каже. Книгата од Ѓорги Марјановиќ за среќа и не може да се прераскаже. Се работи за уникатна комбинација на јазик, стил
а покрај тоа обилно зачинета со софистициран хумор. Па знаејќи го ова, јас ќе се обидам низ неколку фрагменти да оставам авторот да говори самиот за себе, а ги одбрав оние кои што најчесто имаат врска со академската заедница. И макар што самиот бев и се уште сум човек со добра волја, ведар дух, кој секогаш гледа со верба во иднината, јас целиот свој живот на луѓето, предметите, работите, а во последно време и на општествено-политичкиот поредок околу мене, без каква и да е моја вина, им носев барем исто толку зло, колку што сокав да сторам добро. Па дава Ѓорги пример. Училиштата. Учел во основно образование во Куманово. Само што завршил таму, училиштето страда во пожар. Во Скопје учел првин гимназија, па потоа студирал правни науки. И гимназијата и правниот факултет страдаат во земјотрес. На почетокот од мојата кариера бев приправник во еден општински суд. Само што ми помина по приправничкиот сад и јас отидов во војска, ги урнаа бараките во кои што беше судот, за да изградат Народна и универзитетска библиотека. Војска отслужив во Деба. Не минаа ни 2 години и таму удри земјотрес и ја срамни со земја прекрасната, убава турска касарна, што многу ја сакав, ми прилегаше на француски дворец. Не сакам ни да помислам што би можело да му се случи на овој храм на науката, граден во стилот на атомски бункер, доколку еден ден, не дај Боже, бидам присилен да го напуштам. Ова е тој убав, здрав и беззлобен хумор што го спомнав. Со тек на време ќе биде заменет со опис на самиот себе. Ова е инаку важно. Инаку, и тоа е можеби најважното за мојот расказ. Од некого во семејството сум наследил една мощна несовремена особина на правдолюбие и цел живот исправав криви дрини. Така како студент бев мирудија во сите чорби. Учествував во сите можни дебати. Одев на сите состаноци, кружоци, работни групи. Постојано нешто некому објаснував, толкував, се некого во нешто убедував, дека ова или она не чини, дека треба вака, а не онака. Последицата од тоа е дека не бил избран во ниту еден најобичен студентски форум, да речеме во советна година. Но, премногу е убава книгата, ама прекратко е времето па. За да констатира на крајот на првата глава, сосема сериозно, иако со сотеиски шмек. Сепак, ни една чест што во животот ми беше укажана, не беше поголема од онаа што ми ја донесе едно писмо од Белград. Мене, на скромниот, туку речи анонимен провинцијски професор, председателот на председателството на Сојузот на Сдруженијата за кривично право и криминологија на Југославија, ми предлага да напишам воведен реферат за редовното годишно советување на тема кривично-правната заштита на самоуправното општествено уредување и безбедност на земјата. Председателот во писмото напомнува дека тврдоглаво настојува оваа тема да остане во програмата, наспроти некои мислења дека може би требало да биде изоставена зашто била мощна и деликатна. Мојот одговор, речи си утредента, беше во Белград, дека понудата се разбира, ја прифаќам. Дека во едно самоуправно социјалистичко општество, со уставовно гарантирана слобода на мислење, ни една тема не е и не смее да биде табу. Колку и да е деликатна. И секако, дека сум почестен со довербата што ми се укажува и така. Таа ноќ едноставно не можев да заспијам од среќа. Задоволството не ми го расипа ниту сознанието дека мене оваа чест ми ја понудија само затоа што четворица многу попознати професори биле објективно спречени да ја прифатат улогата на воведен референт. Звучи познато, не? Ова е оној тригер што ќе доведе до цела низа настани од кои голем дел се опишани во стручен труд. Ѓорги ја прифаќа поканата и пишува обемен реферат. Клучното прашање во рефератот е дали треба да има разлика во третманот на политичките затвореници од оние другите или сите треба едноставно да бидат третирани како криминалци. Залагањето на нашиот експерт по кривично право е дека третманот мора да биде различен. И тој дава разложни аргументи зошто мора да биде така, ама ние понекогаш не сакаме да чуеме аргументи што се различни од прокламираните догми. Парадоксално, колку што е повисоко во стручната, речеме даскалската кај нас,
хиерархија еден поединец, толку е потврдоглав во однос на догмата дека во ова не смее да се гиба. Колегите на Ѓорги не сакаат да размислуваат за стручните аргументи. За нив е поважно мислењето на некој од другарите од озгоре. Па така, и оние што пред читањето на рефератот му давале поддршка, се едно дали се работи за Владо, Свето, Тито или Лазо, да искористам неколку измислени имиња, зашто во стручен труд практично никој не е спомнат по име. Наеднаш, на партиски состанок на правниот факултет, како што овие видни колеги застануваат здушно против Ѓорги. Како што ќе се види од следните цитати од книгата. Првиот учесник во расправата е во некоја рака мој ученик. Му бев доктор Фатер, се надевам дека се вика тоа. Не знам, не знам германски. Да сум Ничеовска природа, би требало да му оддадам признание. Се откажува од мене. Бележам. Ми импутира фаталистички детерминизам. Штом велам дека секоја влада има непријатели какви што заслужува, тврдам дека политичкиот криминалитет не зависи само и единствено од владата. Може би не единствено, но во голема мера секојко. Тоа е некаков детерминизам, но зошто токму фаталистички? Да не би, може би, судбината да им дели влади на народите? Зачудено ме прашува. Според кои научни критериуми сум дошол до сознанието дека кај нас има буржоазија? Како да му кажам дека за тоа не ми се потребни никакви научни критериуми? Доволни се и очите. Доволно е да се видат некои статусни символи. Ако сме, например, 16-та земја во светот по увоз на Мерцедеси. Вчудено и видено прашува. Каде тоа јас во оваа земја сум гледал моќници? Господи, колку малку сме напреднале од Рим до денес. Уште значи важи quod non est in actis, non est in mundo. Првиот учесник во расправата очигледно немал никакви морални дилеми да му го ркне ножот на својот ментор, зашто така е политички опортуно. Да видиме еден друг дискутант. Ѓорги го нарекува кандидат другар. Кандидатот другар јавно признава дека рефератот го читал 4 пати. Потем почнува да се исчудува редум. Дека луѓето молчат, а тој, например, секогаш зборува. Дека оној го поставил своето загадачно прашање погрешно, дека немам класен пристап, туку напротив, сум имал површен, па тоа давало основ за различни интерпретации на текстот. Зборува. Чиста здружено трудологија. Никако да запира. И уште барем и другите да не запираат. Не баре во квантитетот на дисквалификациите што треба да се исплукаат, лежи некаква скриена волшебна моќ. Инаку кандидатот другар, како и првиот учесник, критикува и плута веројатно за да по своите очи го измие срамот од тоа што само некој месец пред тој партиски состанок тој му давал поддршка и му честитал на Ѓорги за напишаното. Авторот на книгата продолжува натаму. Она што последно ме разочара беше можно ниското рамниште на честност на моите колеги. Разбирам што значи и го прифаќам плурализмот на интересите, ама не прифаќам плурализам на моралот. Па сепак има Господ. Тој беден, промашен собир имаше мощне убав и би рекол крај полн со символика. Во последните неколку минути, по еден мощно еруптивен излив на мојата чувствителност, стана една млада, мощна нежна, мощна убава, здравствено мощна загрозена асистентка. И за 2-3 минути, како со сунгер, ги избриша сите оние неписмени чкртаници. Сета глупост на овие велеучени господа. Таа со едноставни зборови го раскажа, токму така. Ја раскажа содржината на рефератот, а го знаеше речиси напад. И може неискрено се зачуди. Како е можно да се сомневаме во човек што не повикува максимата југословенскиот социјализам стои и паѓа со самоуправувањето, да ја прифатиме како свое животно кредо. А по неа за збор се јави едно брадато, дебело, несмасно суштество, исто така асистент. И за чиста десетка го повтори урокот од Струга. Па уште еден асистент. Па уште еден. И тука председавачот на 2 на 3 ја прекина седницата. Стручен труд инаку изобилува со хумористични ситуации и коментари. Например, во самоуправниот социјализам има едно чудо слободни здруженија на граѓани,
туку речи од сите можни видови. Од риболовечки преку нумизматички, па се до не знам какви уште не. Така ќе наведам како чист куриозум, без каква и да е зла намера, дека неодамна во омилената ТВ Квискотека дознавме од сме веројатно единствената земја на светот, а ако не тогаш секако една од ретките, во која постои Сдружение на љубителите на магариња. Ова веќе и само по себе зборува за ширината на уставните слободи за здружување на граѓаните. Ова е оној хумор што мене, например, ме понесува и ме одново и се одново и одново да ја препрочитам оваа книга, а има и многу други причини, да. Настаните се нижат со филмска брзина. Борејќи се за правото на свој став, Ѓоргиј се доведува во ситуација да има се повеќе правоверни противници. На крајот, работата се завршува на уште еден партиски состанок на кој му е изречена опомена. Во образложението, меѓу другото, стои и следново. Своето неодговорно однесување како член на ЕСКА, Ѓорги Марјановиќ го покаже и со своите постапки и престапки, утпатени до разни надворешни тела и органи, Иако според член 15 став 11 од статутот на ЕСКА, комунистите се должни своите ставови во однос на работите на основните организации да ги изнесуваат во организациите и органите чии што членови се, а не надвор од нив. Така, например, тој испратил писмо до председателството на ЦК-СКМ, а упатил и приватна тужба до Општинскиот суд Скопје 1, игнорирајќи ја така ООСК на нашиот факултет. Со таквите своји постапки и представки, Ѓорги Марјановиќ всушност работеше спротивно на статутарните норми на ЕСКА, за што сноси одговорност. И уште еден бисер кој што просто не можам да го прескокнам. Ѓорги Марјановиќ сноси идејно-политичка одговорност и за својот некоректен однос спрема одделни членови на СКМ и спрема ООСКМ во целина. Ова особено дојде до израз за време на состанокот од 19 февруари и 7 март 85 година, кога истите демонстративно ги напушти, предизвикувајќи и висок степен на тресење на вратите. Напушта СКМ, веројатно овој пат не предизвикал превисок степен на тресење на вратите. Човекот што себе си во повеќе наврати изјавил дека се смета за последната будалетинка што верува дека самоуправниот социјализам може да го биде, завршува како отпадник од партија. Јас сега ќе го прочитам мојот обид за наравоучение, иако морам да кажам, со оглед на тоа што не се договаравме ниту со Тони, ниту со Горан, ќе има повторување. Оти некои убистини се универзални и секој, барем малку ум во глава, веројатно сум таков, ќе дојде до истите заклучоци. Кога луѓе од нашата фела ќе покажат таков нагон за рбетови тканije, како оној што покажале немал број од правоверните комунисти на правниот факултет, пожелно е да се направи барем обид да се извлечат неколку поуки. Луѓето општо земено се страшливци и подлизурковци. Партиските членови не помалку од другите. Членовите на академската заедница пак многу повеќе. Во тоталитарен систем полтроните минуваат добро, ама ќе си го носат печатот до гроб и немаат право да крескаат. Ова пат не е нешто што само тогаш се случувало и не е нешто што се случува само на уки. Пред 3 години, например, на една квази дебата во собранието се собра 40 на души, од кои 15 ректори, и 14 од тие ректори дадоа поддршка на нешто што ни оди ни седи. А виновен излезе 15-тиот, се разбира. Ние носиме, меѓу другото, и голема општествена одговорност. Дури и ова да не е вака, а е. Ние, даскалите, не смееме да се откажеме од својата стручност. Не смееме да молчиме и да се правиме недоделкани, за да поминеме полесно. И да, мораме да им укажуваме на сите на нивните грешки. За да не грешат, тоа е нашата мисија. Па кој ќе разбере, ќе разбере. Ако размислуваа како кремот од правниот факултет, ниту асистентката со нарушено здравје, ниту брадатото дебело и несмасно суштество кое многу ни недостасува,
не ќе беа спомнати овде во ваков контекст. За среќа размислуваа инаку. Не мислеа првенствено на Маријановичевски, да се изразам, на собственото благоутробие. Човечки е да се греши, се разбира, ама човечки е и да побараш прошка. Тоа некои луѓе никогаш не го сторија, задржувајќи си го во трајна собственост ласкавиот прекар вовлекувач. Како што напишав и на мојот Facebook зид, секоја чест на Тони и на Горан. Направија нешто што никој не ни помислил да го стори претходно. А требало и морало. И можело да се стори од 92 наваму. Не сакам никој да помисли дека имам намера да ги прогласав нив за невидени херои. Поентата е од друго. Што правеше кадарот на Јустинијан I од 92 година наваму? Беа невешти. Не се сетија. Немаше потреба од тоа, бидејќи и онака луѓето веќе беа рехабилитирани, а? Колку ли изговори сме подготвени да смислиме за никој да не биде виновен. И уште многу прашања има што луѓето првенствено од оваа куќа треба да си ги постават во врска со овој случај и со слични случаи од кои што некои беа испомнати и се чини страни. Ви благодарам на вниманието и простете ако прекрав како што се почесто би се случило во последно време.